Булеварот кој со децении беше символ за хаос, гужви и нервози конечно добива нов лик. Градската артерија Борис Трајковски е во завршна фаза и работите се одвиваат со засилено темпо. Пробиена е речиси цела траса од Пинтија до Драчево. Булеварот ќе биде со 4 ленти и со велосипедска патека. На оваа делница ќе се постави и атмосферска канализација. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски вели дека ова е еден од најважните инфраструктурни проекти за Скопје. Станува збор за околу километар траса, каде што во минатото со неверување граѓаните гледа, како што кажав 30 години немаше барање на начин од страна на градските власти за да се овозможи слободен пристап, функционална, безбедна траса за граѓаните од Драчево, од Зелениково, од Студеничани, практично за 100.000 граѓани кои што ги врзува овој булевар. Вкупниот износ е околу 2 милиони евра. Проширувањето на булеварот Борис Трајковски почна во јуни 2021 година, кон крајот на мандатот на екс-градоначалникот Петра Шилегов. Со доаѓањето на Данил Арсовск работите беа закочени, односно со многу бавна динамика се одвиваше пробивањето на трасата. Истовремено, интензивно се работи на повеќе локации низ главниот град. Се работи на клучката Момин поток. Во завршна фаза е проектот за поврзување на улиците Љубљанска и Скупи, а наскоро во функција треба да биде ставен и новиот мост на реката Вардар. Освен со градежните работи, Скопје добива и засилена механизација за собирање на отпад. Градоначалникот најави нови камиони и илјадници контенери, со кои, како што вели, градот ќе може побрзо и поефикасно да го собира сметот. Кога станав градоначалник имавме 16 камиони на располагање, сега бројката се движи околу 60 камиони кои што се функционални, но важно е дека се заврши тендерската постапка и за брзо ќе стигнат околу 40 камиони за градот Скопје. Од друга страна па недостатокот со контенерите на микролокациите, знаете дека има микролокации каде што треба да има 6 контенери, а во моментов има по 1 контенер. Во финална фаза сме и на постапката за набавка на контенери, околу 2600 контенери треба за 15 до 20 дена од денес да започнат да се испорачуваат за градот Скопје. Според Ѓоргиевски, Скопје денес се соочува со значително подобрена состојба на урбаната хигиена, откако во изминатиот период беа спроведени засилени активности за чистење на јавните површини и подобрување на системот за собирање отпад.